Почитувана пратеничка, со должна почит Марија Кочовска, морам да ви реплицирам во еден дел кој излеговте од темата на дневен ред, меѓутоа нели сосема во ред дадовте некој континуитет каде биле алоцирани средствата. Испомнавте дека 34 милиона евра отишле за помош на предпријатијата. 37 милиона евра во ред. Знаете ли што се случи со тие пари? Чист криминал и манипулација. Вашата помош кон предпријатијата беше манипулација за сите честни предпријатија во Република Македонија. Денес сите тие честни македонски предпријатија кои земаа помош од државата се принудени да ги враќаат парите. И тоа не да ги враќаат, туку директно се дадени на извршување на УЈП. Модел кој не е познат во македонските финансиски текови. За секој ден закаснат невратени средства, предпријатијата треба да враќаат со затезна камата 0,03%. Дневна камата. Тоа значи како да го земале најскапиот кредит во Република Македонија што може да постои. И тоа, пазите сега, само затоа што не го познаваа законот или не беа информирани. Затоа што такви средства земаа и фирмите блиски и до владата, и до премиерот, и знаеме секој зема такви кредити. Што е разликата? Во одлука на влада, тие требаше да прикажат загуба за да не ги враќаат парите. Честните македонски фирми во ковид кризата работеа онака што работеа со страшни маки да излезат и да врзат крај со крај. Излегува од кризата и сега ги заглавивте тие предпријатија да ги враќаат тие средства. Нема да ги враќаат средствата само фирмите блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Толку е вашата грижа за македонските предпријатија. Во однос на патиштата, да не се повторувам, катастрофа невидена. 10 милиона евра за 1 километар автопат, кој не можете да го изградите. Тоа е жив криминал. Тоа што вие мачкате очи со илјадници километри, реконструкција, и таму имате огромен криминал. Тоа се вашите достигнувања во оваа сфера на патиштата и помош на предпријатијата. Благодарам. Благодарам. Контрреплика пратеничката Марија Кочовска, повелете.